Добре дојавте. Се немаме видено одамна, нели? Владко, и со тебе, особено во работно обкружување. Бога ми, подолго време. Како си? Па добар. Добро е. Имаме фудбал вечер за гледање, затоа нема да те држам многу, ама ми треба да покриеме некои битни ствари, бидејќи доста време не немаше. Гледаше ли Лига на шампиони? Гледав како не. Тоа е тоа. Заврши групната фаза. Сега сме пред нокаут фаза, мислам пред нокаут фаза. Сега имаме доста голема пауза, знаеме зашто, за светското првенство, а после тоа продолжуваме со нокаут фазата. Затворивме, комплетиравме 16 клуба кои ќе одат понатаму. Сакаш да ги кажеш, сакаш јас да ги кажам, ти Може да ги прокоментираш? Може слободно. Да, значи вака, тимовите кои што отидоа во нокаут фазата и кои што си ги чекаат противниците сега во осми на финалето се Бајерн Мюнхен, Бенфика, Челси, Клуб Бриш, Борусија Дортмунд, Ајнтрахт Франкфурт, Интер, Лајпциг, Ливерпул, Манчестер Сити, Милан, Наполи, Парис Сен-Жермен, Порто, Реал Мадрид и Тотенхем, омилениот клуб на нашиот омилен член на овој подкаст, Јове. Интересни имиња меѓу овие 16. Интересни неколку изненадувања, кои што не верувам дека некој ги очекувал, предвидувал, меѓутоа. Да. Па хајде да почнеме од таму. Кој те импресионираше? Кои се твоите изненадувања? Кој ме импресионираше, Наполи најмногу ме импресионираше. Ги гледав во осмина финале искрено, меѓутоа со ваква игра, вакви резултати не очекував искрено. Предобри се, не може да се издвои поединец, дали Кварачкелија, дали Осимнех, Распадори, Симеоне, многу Елмас да го кажам исто нашиот. Многу добар колектив на играчи што секој надпревар го играат феноменално. Така. Не очекував толку да издоминираат, буквално кажано. Така, рече дека ги очекуваше во осми на финале, ама не ги очекуваше како први. Како први. Мислам дека никој не го очекуваше овој старт на сезоната од нив и во домашното првенство си газат и тука се првопласирани, тим што барем од италијанските најдобро се покажа. Па и би рекол вака, од општо од Лига на шампиони ретко кој извади толку квалитетни партии со оглед и на групата која што има. Да. Не беше уопште наивно. Исто и да го пофалам и Клуб Бриш, не верувам дека некој го гледаше во осмина финале. Сите го мислам, групата ја замислав така како што беше, само Бриш и Атлетико Мадрид да ги сменат местата. Бриш да биде последен, Атлетико Мадрид прв. Меѓутоа, не знам, Бриш во првите 4 кола немаше примено гол. Да. Обезбеди учество во 16-та најдобри, нели, осмина финале. Прв со Бајерн Мюнхен исто, така да стварно морам да ги пофалам и нив. Симон Миньоле од Меме стана еден од најинтересните голмани за следење оваа сезона, барем со зицерите што ги фаќаше првите 2 кола. Ми текно дека тие надпревари ги гледав, се уби од фаќање зицери. Добра представа, сега може да ќе видат, ајде да речеме вака условно на хартија најлесен противник за осмина финалните тимови, ама во секој случај многу добро се покажа. Морам да ги издвојам црвените португалци, Бенфика, што ми изненадија со офанзивната игра. Втор тим со најмногу голови постигнати во групната фаза, веднаш позади Наполи. Со ПСЖ исто има. Со ПСЖ имаат исто да го делат тоа место и со ПСЖ многу интересно им се погоди групата, се исти по 5 различни параметри, шестиот кој што одлучуваше кој ќе биде прв во таа група е кој има постигнато најмногу гостински голови. Бенфика си ја заврши работата во последното коло. Израел, да. Во последна минута 6 гола во второ полувреме, 5 гола односно во второ полувреме. Се разочараа малку играчите на ПСЖ, имаше една реакција на Донарума кога му кажуваат дека не се први во група, не знам дали го видите по интернет. Доаѓа тренеров и сега овие сите се многу радосни за победата. Доаѓа му пристапува на Донарума, му кажува во увод дека вика не сме први, туку сме втори во група и овој се разочарува автоматски, остава само пешки рот и си продолжува на кај се облекуваме. Реално огромна разлика има и во надпреварувачките екипи кои што се први и втори, особено Парис никој не го сака како втор.
Да. од први екипи. Морам да се сложам дека и искрено и Бенфика како прва не ја гледав. Реално не ни давав некои шанси 50-50 беа со Ювентус, меѓутоа сега како први убеден сум дека може да ги добие сите кои што се второ пласирани со оглед на тоа дека не може да игра против Париз, нели? Дори мислам дека може да го исфрли еден Ливерпул ако е најизразито освен Париз, нели како второ пласиран. Да. Мислам дека Бенфика може сигурно да ги добие сите можни противници во осмина финале. Со оваква игра со и лани беа добри. Не беа лоши, испадна од Ливерпул мислам во четвртфинале. Така? Па така и да. Дали беше во да, четврт мислам дека беше. Така. Во четврт. И донесоа доста играчи добри, Нерес од Ајакс. Енцо, Дракслер. така, Дракслер го зема на позајмица. Да. Не потрошија многу, ама добро се засилија на позициите Што им фалеа фалеа. играчи, Да. И сега следниот сегмент ќе го почнам јас баш од тука од Бенфика, двајца играчи кои што ми импресионираа. Алекс Грималдо, левиот бек, 2 гола и 2 асистенции во Лига на шампиони од лев бек е многу солиден ретерн, ама не само тоа, начинот на кој што игра и колку долго се задржа во тим на Бенфика кога секој лето го продаваат. Да. Ювентус, Барселона, Манчестер Сити, Ювентус, Барселона, Реал. цело време, да. И тука си остана, мислам дека кога веќе до 27 остана во Бенфика, веројатно ќе тера уште некоја година. И нормално, Енцо, младиот аргентинец Енцо Фернандес беше, мислам дека беше барген на сезоната, сделка на сезоната во Португалско, некои 12 милиони го купуваат, човекот им ја држи средината стабилна, во секој можен надпревар, против секој може да се надигрува, а има само 21 година. Мислам дека португалците паметно трошат со тоа што не преплаќаат играчи кои што реално имаат добар квалитет, играат во послаби лиги, односно Јужна Америка, им даваат шанса на големи надпреварувања, се покажуваат одлично, така веќе функционираат и Порто и Бенфика и Спортинг, кај последно време не толку. Меѓутоа тоа е одличен пристап на Многу чудни пазари, да. Порто со Мехди Тареми и 5 гола има, колку има сезона? Фактички е втор стрелец позади Салах и Мбапе кои што делат по 7, тој има 5 гола и е веднаш позади нив. Бенфика гледаме со пазарот во Јужна Америка, многу често се освртува и према африканските земји, Да. поминаа низ изминатите години доста од Ангола, од слични земји низ Бенфика. Многу забавни тимови низ Португалија. Ама да се вратам на темава. Играчи што ти импресионираа во групната фаза? Играчи. Кај Хаверт многу ме изненади, искрено позитивно, може да очекувано, може да не, меѓутоа одлично игра. Не знам, не очекував толку од него, како Челси очекуваше Челси и Милан да поменат група, меѓутоа кај Хаверт во Лига на шампиони Да, одлично ја изигра. не ме импресионира нешто кој знае колку, али многу позитивно тоа што очекував. Така. Играч да издвам, не знам. Салах ќе го кажам пак дека 7 гола во таква група да даш. За Мбапе очекувано, бидејќи го имаат Макаби во група. Да. Тие се најдобрите двајца стрелци во Лига на шампиони до сега. Па, нели, пошто се претпоставува дека ќе одат далеку, веројатно и ќе одат над 10 гола сезона. Зависи колку ќе излечат во ждребот, пошто двете се втори. Да, тоа ни следува овој понеделник. Очекуваме некои добри парови и очекувам добро влечење за Милан. Прв пат во нокаут фаза после 9 години. Од 2014 така? 2013 така му доаѓа, да, после 9 години прв пат во нокаут фаза, да видиме како ќе се покажат тука. Сега не се тие меѓу фаворитите, ама кои се меѓу фаворитите, сакам да поминеме на кратко низ тоа пред да го затвориме видео. Гледав некои кладилниците како им даваат шанси на тимовиве. Две имиња преовладуваат. Мислам дека истите би ги кажале отприлика и ние двајца. Бајер Минхен и Манчестер Сити се апсолутни фаворити, со Парис Сен-Жермен да следува како трет. Ти ќе се сложиш со обложувалници? Да, дефинитивно се сложувам. Бајерн повторно е единствена екипа со 6 од 6, 100% учинок.
лани беше исто и Ливерпул, мислам дека 6-6. Да. И Ливерпул стигнал до финале, нели? Мислам дека Бајер Михен, Манчестер Сити е прв фаворит, Бајер Михен исто втор и ПСЖ беше еден од главните фаворити, меѓутоа од кога падна втор се с големија коефициентите, односно се намалија шансите да ПСЖ да бидат. Знаеш кој тим ми изостанува тука меѓу тие главните фаворити? Некој што и минатата сезона некако како да не му обрна доволно внимание, а стигна до титулата. Реал Мадрид, дури 5 и 6 фаворит според сите обложувалници, пак им се дава ретко шанса, а гледаме дека се во форма. Да, сезона. да, меѓутоа Не им даваме големи шанси да не, го имаат титулата. зошто да не, никогаш не се отпишува Реал Мадрид од титула, нели тоа е императивот на Реал Мадрид секоја година да играат Лига на шампиони да освојат, не случајно е најтрофеен. Мислам дека ќе има огромна улога светското првенство, зашто Реал Мадрид има многу клучни играчи во клучни репрезентации што треба да стигнат долго. Мислам дека тоа ќе му пресуди на Реал Мадрид. Не го отпишувам, ама многу голем фактор ќе биде светското. Да, може да им измори доста од играчите. Како и да е премногу рано за да сега да дадеме некои јасни предвидувања за тоа што ќе се случува до крајот на Лига на шампиони, ама планираме да го направиме тоа во видеото кои што следуваат, така што останете претплатени на овој канал, се враќаме. Ова беше прво после подолго време видео скратен корнер, ама тука сме, ќе го покриеме светското првенство, Лигата на шампионите и слично. Да, на најдобар можен начин како и до сега. Латко нешто за крај? Ништо, да продолжат да не гледаат верните гледачи, да не споделуваат, да препорачат на другарка, посебно другарка. Знаете што треба. Тука се одјавуваме. Поздрав.